Денешната авантура ме носи во еден многу убав регион од Македонија, Тиквешијата. Тука ќе поминам една авантура каде ќе пробувам одлични јадења, но главно ќе дегустирам спектакуларни вина. Сепак, овој регион е познат по неговите лози, идеална клима за правење вино. Денес ќе почнам и откријам патот на виното. Вие сте? Марк. На логото да Да. Попов, винари? Драго ми е да ве пречекам во винарија Мене ми Попов. мило да ве запознам. Браво. Баш. Местото Честа е моја. Да. Вау, толку буриња и се тоа. Не очекував да имаше толку. Да. Ова е просторот кај што зрее виното. Зрее виното. Овде осем спи виното. Така се кажа. Зрее. Добро, зрее. Баш така. Убавина. Вау. Не очекував толку. Колку имате буриња? Колку имате Па, да кажам, скоро 90.000 литри имаме. 90.000 литри. Во буриња. Ау. И овде све во оваа просторија или имате други простории, имате други места Да, уште? ова е просторијата кај што зрее виното во Давови буриња. Се наоѓаме на 4 метри подземја. Добро. Значи овој простор е подземја. Така. Идејата е температурата да биде константна. Да се осеќа малку е свежичко овде. Да. Преку целата година температурата е константна. Разликата е некаде на околу 5 степени лето и зима. Лето и зима. Марк, од тие 90.000 литри вино кои што се во Дабови буриња, генерално повеќето се црвени вина. Црвени вина? Да. И црвените вина зреат малку подолго од белите. Обично имаме од белите вина имаме Сувиньон Блан или Фуме Блан. Фуме Блан. Као Да. интернационално Добро. познато. И Шардоне во буре, као Шардоне Гран Резерва, кое што нели зреат од 6 до 9 до 12 месеци. Во бурињата, за да го дава тој шмек пресебна, да. И тоа е само мал дел од белите вина кои што зреат во Дабови буре. Каде се овде, можеме да знаеме Да, каде тие се белите? Таму. Добро. Овде се само Овде црвени. се само црвени вина Добро. и генерално 99% да речеме од тие 90.000 литри се црвени вина. И онди колку време стануваат тука? Имаме тие зреат зависи кој профил на вино е, дали е резерва или гранд резерва, или имаме едно вино кое што е куве престиж. Вината зреат од 12, 36 па и 36 плюс месеци. Месеци. 33 години од се стануваат тука. Па да. И нема контрола во меѓувреме. И има контрола, има. Мора да се отварат малку нешто да се види дали. Дрвото е природен материјал. Да, си работи. Преку него влегува континуирано кислород. Тој кислород е потребен за виното да се развие. Така да се случуваат биохемиски процеси кои што се важни за едно вино да се развие, да формира свој аромат. Тоа е хемија, освен природна хемија. Да. Хемија е малку стар збор, да. Тоа е биохемиски процеси кои што се потребни да се створат за едно вино да зрее правилно во Дабови буриња. Океј. Имаме три типа на дабови буриња. Македонски даб, од потекло, македонски даб, француски даб и американски. И генерално правиме комбинација помеѓу нив. Океј. Кога се прави бленд за едно вино, се знае кои се употребува. Тој е амерички, тој што е употребено и за алкохол и се тоа, тој е од Америка, не, има. Различни се типот на буриња кои што се користат за високо алкохоли и различни се тие кои што се користат за вино. Исто Тоа зависи како се горени и внатре и начинот на печење и сите тие работи, така да. Браво. И различен е профилот на самите ароми од начинот на печење на самото дрво. Ова е македонскиот даб Марк. Добро. Но сега одиме горе, овде зрее виното, сега ќе одиме горе да видиме каде се раѓа вино. Добро. Ајде. Одиме понатаму. Добро, Марк. После кратката прошетка внатре, каде што видовме виното каде зрее, сега сме надвор во самите лозови насади, каде што виното се раѓа.
Има почеток, Овде има... Да, точно. Овде сме за да пробаме 4 вина за сега од винарија Попов. Две сорти се локални, Добро. темјаника и вранец. Темјаника и вранец, добро. И другите две се интернационални, Gewürztraminer и Карменер. Карменери. Да. Ајде да почнеме прво со првата сорта. Ова е? Ова е темјаника, Окей. локална сорта. Многу интересна сорта, интензивни ароми. Вау. На носот е? На здравје. Да. Го имаме тој Да, грозје, на свежо грозје, така на како нос, мускат, не знам, да. Мускатни ароми, ароми на личи, на цвет од роза. Да. Да, сега што го кажувате, на вистина. Вау, како убаво мириса. На вкус преовладува тој мускатен аромат. Да. Истите ароми се повторуваат. Нашите вина имаат голем гастрономски карактер. Ме се осеќа, не, ми на Сега- вистина, се осеќа вкусот, што е тоа. Јас можам да го мешам така со една убава салата. Македонија е со убави сирења. Ова салата, сирење, така ореви, бадеми, топ комбинација. Да, ова ми се допаѓа со тоа. Малку поладно така, лето, тераца. Баш, Ау, баш. ова е врв за тоа. Да. Со риба не толку. А? Ама салата, Не, салата, сирење, да. Да, Салата, не само ти сирење, таа комбинација е да. одлична. И зошто да не со еден убав патиџан? Малку киселината така од патиџанот, благото зависи ако е убав со тоа. Па да. Да, може, ми се допаѓа. Знаете, имам така посебни вкусови во устата и може сега ми доаѓа со едно убаво пршута, нешто така. И со тоа да има така вкус солено со благото малку од виното, Така. топ комбинација. Ајде. Навикнат сум да го пијам така, дегустација, да се дава малку воздух. Да, Вкусовиот аромат е многу долг точно. и многу типичен и интензивен. Долго трае во уста Да. и тоа го отсликува баш тој гастрономски карактер кој што ги имат нашите вина. Го продавате многу за во ресторани и све тоа? Или Па, повеќе луѓе да, го... темјаниката е еден од производите кои што најбрзо се продаваат и најлесно. Добро. Обично младата популација ги консумира и е вино кое што нели брзо излегува на пазар и се троши. Океј. Ајде. Да го враќаме на Од таму кај што доаѓа. од таму кај што доаѓа. Ете така, продолжуваме. Второто вино е Gewürztraminer Да, на можеме да интернационална малку- сорта. Да, точно. Интернационална сорта која што многу добро се покажа на овој теруар овде, која Океј. што баш добро се однесува на висока температура. Чудно, оти тоа е вино што доаѓа, па кажам, од Да. Алзас, од Франција, од Германија, таму поладно времето знам, таму Да, повеќе врни, повеќе све тоа. Точно, Овде? само имаме различен стил од Алзас. Аха. Таму вината се со остаток на шеќер Мгм. и со понизок алкохол. А овде? Овде вината не се со остаток на шеќер и алкохолот е малку повисок од вообичаено. Ајде да го пробаме. Ти благодарам. Убава вина. Во сонцето така, виното има посебна боја, посебен Како мирис. профил, ароматен профил, исто вино, ова вино е мускатно, исто Ама има не толку, ароми не на- толку така како на Да. ружа. Па генерално се слични аромите, имаш ружа, имаш цитрусни овошки, имаш тој аромат на личи. Да, да. Знаеш, сите тие мускатни ароми, Точно. истиот аромат се повторува и во уста. Заради самите сортни карактеристики, виното е малку посладко. Нема остаток на шеќер, меѓутоа има една пријатна сладост во уста. Да. Се осеќам на првата голка, така останува посебен шмек во устата. Многу, навистина, многу ми личи на француските вина. А на Gewürztraminer е ја имав неколку пати прилика да го пијам во Белгија, има повеќе тој овошен, како да кажам, Да. вкус. Овде го нема толку, ама е појак, поинтензивен. Многу баво, многу. Многу ми се допаѓа. Вау, кај секогаш сум изненаден навистина од виното што е во Македонија. Не знаев. И 100 пати ќе го кажам, не знаев од имаше толку сорти во Македонија, толку убави вина. Навистина. Вау. Со храна, Ова со сирење. храна. Да, не. Ова ќе оди навистина со риба со сос и со сос направена од ово вино. Точно. Малку крем. Да. Ова да му додаваме малку зачини свежи тревки. Одам повеќе на
Мајчина душица. Не, мајчина душица е јака за мене, додиме повеќе со власец. Аха. Власец нешто, риба, само малку или подпечена, или малку варена така, сосна тоа, убавина. Ќе мора да готвам нешто на еден Добро, пат, да дојдам кај вас и да направиме нешто. нареден пат ќе правиме. Да. Може би е како идеја риба на лозови прачки. Па да, зашто да не? Пастрнка има пуно во Македонија. Има. Краб, се прави пијан краб, мислам, а? Тоа има една рецепта, мислам, од пијан краб, а? Има, да. Да. Ајде да продолжиме, пак да го враќаме од каде доаѓа. Ајде. Да. Одиме на црвено Третото сега. вино или прво црвено, Да. тоа е Карменер. Карменере. Ова е исто интернационален. Исто интернационална сорта. Добро. Исто оваа сорта, иако е интернационална, многу добро е прифатена во самиот регион. Добро. Дава многу добар потенцијал и целата своја раскошност ја има во виното. Карменере, италијанско. Не, Италијанско се паш, не? Карменер е француска сорта. А? Француска сорта е, Добро. меѓутоа е префрлена во Јужна Америка, во Океј. Чиле, и својот развој и афирмација ги добива баш од Чиле. Океј, па ја мислев ти беше Италија. Се учи секој ден. Да. Знаете, мислиме оти све знаеме, а па не. Браво. Ова е вино. Ова вино е зреено 12 месеци во дабови буриња. Мириса. Има Мириса, рубин, да. рубин црвена Да. боја, да, меѓутоа Мириса на даб. дабот не е толку интензивен. Нема, окей, има мириса даб. Идејата на дабот е да ги потенцира сите овошни ароми кои што доаѓаат од самото грозие. И тука имаш комбинација на ситно зрнести црни плодови, малку чоколадо и ванила кои што доаѓаат од бурето. Патка. Вино Патка. за патка. Да. Супер. Ова е вино за патка. Овоше, цитрус, да. Патката, рецепта француска. Многу зачини, да, мока. Е со портокал. Мока, чоколадо, кафе. Ама ова, мора да ги готвам. Ке мора да ги готвам. Да. Ау. Знаеш, ароматот е многу конзистентен, истиот аромат се повторува и во вкус. Да. Што е многу важно. Многу сакам, останува во уста. Има тој Да, трајно е, да, има добар да. aftertaste, долг Точно, aftertaste. Да. Не е толку доминантен дабот, него идејата е само да ги потенцира Од тие почеток. овошни ароми. Првиот вкус. Да. Првиот мирис, првиот вкус. Секогаш ќе скажувам и за храната, и мислам и за вино е така. Треба да има 3 делови во вкусовите. Првиот, вториот и третиот. Првиот е тој што го имаш на првиот зарак. Така. Вториот е тој што останува во уста и третиот е кога голташ последното. Исто со виното мислам ти е иста Назален, ретроназален ете тоа, аромат ете кој тоа. што е, да. Браво. Затоа има убав баланс во меѓу храната и виното. Тоа е тоа. Јас и ти имаме лесна задача. Не знам, многу не, тешко. зависи за Не е многу тешко. Да. Ја добро вино правам, вие Добра кујна правам, добра добро кујна. готвење. Супер. Мислам комбинација Комбинација. да. Нема побаво. Па да. Одлично. Многу ми се допаѓа. Ова можам да кажам од трите до сега може да биде омилен, навистина убав. Последното, Вранец. вранец. Жал ми е да го фрлам, навистина, жал ми е, ама не можам, мора да. Ајде. Врати се на земја. Вранецот Марк, ти сигурно знаеш веќе. Вранец знам. Вранецот е македонската гордост. Навистина од тие слушав нешто друго. Не сакам да ве прам, да ми кажа ти ова е од Црна Гора. Навистина ти Да, потеклото на вранецот е од Црна Гора. Меѓутоа најзастапен е во Македонија. Македонија. Да, знам од сите региони. Преку од 25.000 хектари. Добро. Вранецот е застапен на 11.000 хектари во Македонија. Океј. Така да е доминантна сорта. Во последните години се работе насоките се други, фокусот е друг на вранецот. Не е идејата да, нели, вранецот е родна сорта, меѓутоа со редукција и со други ампелографски техники се постигнува да ние имаме веќе квалитетен вранец кој што е конкурентен на светскиот пазар. Точно. Овој може да се како кажам да види стично како еден бордо, стар бордо, јако бордо така нешто. Обично бордо се стално блендови кои што нели имат
неколку сорти. Ова е едносортно вино, меѓутоа како профил на аромати ги имаш тие црнозрнести, имаш боровница, имаш слива, имаш цреша. Ако зрее малку подолго во буре, имаш чоколадо, имаш мока, Имаш од почеток имаш Да, салата, го имаш главното јадење и го имаш десертот. Знаете, да ви кажам право. Погледот што го имаме кај вас овде, е Овде сме во врв. сред лозови Да. насади. Баш сакам Многу. да споделам со тебе една приказна која Да. што ја имаме на самите етикети. Точно? И тоа е оној врв клепа Точно е тама. кој што ние го имаме на нашата Точно. етикета. Да. И ево го овде се Ова гледа, е- баш. Да. Сонцето е од десната страна. Па сега од друга тама ќе не тоа треба е- да ги смениме Да, етикетите, да. Али баш идејата е тоа, овој 10 дена, 2 недели, баш сонцето кога е денот Окей. најголем, е од десната страна на И клепа. тогаш се пие тој вино. Да, вино се пие цело време. Така да е тоа една интересна Одлично. приказна која што нели ние ја ставивме на нашите етикети. Браво, да наздравиме на тоа. Да, А? здрави. И благодарам за убавото, како кажам, дегустација што направивме денес. Убавото поглед, Да. убавина. Овде Денес ни се овде погоди и е денот. и опасно да Сончево. се живее, мислам овде, не? Па не, спокојно е, не е опасно. Добро. Да, убавина. Ајде. На здравје на вашите лози, како се каже, лоза, вашата? Лозија. Добро. Santé en français. À votre réussite. На вашата наредна среќа и све тоа. À votre santé. Thank you. Пробавме мал дел од вината на винарија Да. Попов. Ние имаме преку 25 различни етикети. 25 различни етикети. Денес пробавме само 4. Да, 4. Па баш би сакал да ги чујам твојата оценка за нашите вина. Океј, оценка тешко ми е за мене да дадам оценка. За мене сите, да, вистина, сите ми беа убави, вкусни, специфични, со специфични ароми, со специфични, како да кажам, јачина, посебен шмек. Убави се сите. Јас за мене сите имаат десетка. Ама Мора да има едно. омилено ми е ова, карменере, има нешто посебно. Не е името, ама вкусот, на вистина, на првата голтка ми е посебен од сите. Многу го сака овој првото, второто го би стаминеа, карменере, вранец. Што беше уште првото беше темјаника. Темјаника е еден од најпознатите, да кажеме исто, се пажа во Македонија како вранецот, исто Да. така. Ама јас сакам нешто вино малку по-специфичен. И на вистина карменере ми го зеде еден дел од моето срце. Виното во винаријата Попов беше феноменално. Виното го обожавам, бидејќи се користи многу во мојот начин на готвење. Виното и дава посебен шмек и уникатен вкус на храната. Секогаш, кажувам оти виното на храната му дава вкус, ама храната без вино нема вкус. Следната станица на патот на виното е винаријата Лазар. Таму, покрај вино, ќе пробам и локални специјалитети кои се направени на модерен начин од мојот пријател, шеф Христијан. Многу сум возбуден. Ќе биде врв. Добар ден. Добар ден. Добре дојдовте во Лазар винарија. Фала ви. Повелете, што може да сториме за вас? Јас мислам оти со виното што го имате, треба да имате и храна што одговара и нешто така. Така. Мени не сум многу за мени. Јас сегаш останам за Па келнер за да ми- денес нашиот шеф на кујна се потруди да спрема специјално мени за вас, кое што добро спарено со нашите најдобри вина. Се надевам ќе биде добар избор, задоволни и вие Чекам и од ние вај. како. Така. Да. Ајде, да почнеме. За секунда ќе биде. Ви благодарам. За почеток, Ви благодарам. чаша од вода, Фала ви. а со вината нашиот сомелиер Александар ќе се погрижи
за вас е добро. Он ќе ми спаринг. покажеш виното да. што го имате и све? Виното, презентација и секако што е. Фала ви. Живеете. Фала ви многу. Здраво. Добар ден, господине Марк. Добар ден, господине. Како сте ми? Одлично. Ау, што ми Едно винце за добре дојде, додека нашиот кувар го спреми менито. А со секој ганг ќе ви донесем по некоја чашка винце од нашите најдобри селекции. Ама за почет додека се среди тоа, ќе ве послужиме со едно пенливо вино. За прв пат во Македонија направено во нашата винарска визба. Тоа е пенливо вино по една позната италијанска технологија наречена просеко. Сите во винскиот свет го знаат. да. Значи едно пенливо, убаво, нежно вино, како еден добар аперитив. Со задоволство. Да ви кажам, право, имав прилика да го пробам, ама овај го обожавам. Треба да... вистинско начин на отварање шампањ. И благодарам. Ете да почнеме вака. Ау, каков мирис има. Сорта на грозје шардоне, направена една посебна постапка за да се добие газираност на виното, нежни овошни ароми, нежно тело, умерен алкохол околу 11,5%, силни киселини кои дават освежителен вкус и на тој начин го прават како добро аперитивно вино. Така да сега уживајте во нашата храна и во нашите вина и се гледаме на следната наша презентација на вината. Фала ви кои ќе многу. бидат презентирани. Како секогаш кажувам, врв, ама дали има збор над врв, тешко, ама ова е многу убаво. Фала ви многу. Здраво, Марк, како си? Здраво, Кристијан. Многу ми е миров. Чест ми е денес што се служам, што си една моја голема мотивација. Мој драг колега, тоа е првото јадење. Ме закуска нешто како македонска салата на модерен начин, со нашето пенливо вино, мислам дека е одлична комбинација за старт. И ја мислам ти ќе биде одлична комбинација. Одвај, чекав да ми готвиш, да ти ја пробам твојата коина и се надевам. Мило ми, Одлично. уживај. На здравје нека. Фала ти многу. Вау. Одиме со друго вино? Едно се друго вино, Амјус Буш од нашиот кувар, Добро. спарено со вино грашевина. Океј. Ова ќе го пијам исто со прегледането овај. Да, значи имаме ситуација каде што имаме една традиционална македонска салата во модерна верзија нормално, каде што има сирење или печена црвена пиперка, Точно, да. има едни кремасти вкусови во храната и затоа ми треба едно вино кој има умерени киселини и да се носи со една таа креместа структура, лесни овошни вкусови кои се комбинираат со вкусовите на храната и едно лесно вино како за почеток, нели ќе следуваат и други вина понатаму. Грашевина. Винарија Лазар. На здравје. Ајде, се гледам после. Се извинувам. Епа да, на вистина, имаше право, госпожо.
Повеле второ јадење. Фала ти. Што имаме тука? Тоа е првата салата на винаријата. Со дресинг, тоа е некој спој на сирење со овошје, благосолен вкус. Со сладко од смокви, кравио сирење, ајсберг, рукола. Некој благосолен вкус мешавина. Одлично, обожавам тоа. Охо, одвај чекам да пробам. Ова е топло сигурно? Да. Паше. Со смокви. Шери домат, малку салата. Значи, претходното, како да кажам, закуска беше одлично. Требаше да го измислиш тоа, навистина ролат така со пиперка, со сирење вино. Вау, топ. Мило ме. Топ, многу добро. На здравје. Уживајте. Ти благодарам. Фала ти многу. Гледам некој е веќе гладен Гладен, да, и и нема жеден. стрпление за ново вино. И жеден. Што имаме сега како? Сега имаме пино гриджо, О, тоа го знам. сорта на грозје која е позната во цел свет и има нешто малку во Македонија. Еден камелеон, во ладни клими дава многу лесни и свежи вкусови на цитрусно овошје, меѓутоа во топла клима како Македонија има еден подруг карактер. Да. Едни посладки тропски овошја. Ние имаме овошен дел во нашата салата, убаво запржено сиренце и сето едно лесно вино и едно овошно вино ќе биде прекрасен спој. Да. Многу ми се допаѓа. Живајте, видете, Навистина, значи да. имаме и многу интересни етикети. Да, грашевина ми беше топ. Овој ми е навистина пино гриджо и со една гриджо. по француски е либелюл, не знам како се кажува. Пино гри. Не ова, како се вика тој инсект? Јас го викам Тоа е либелюл. вилиско конче, а не знам на француски Да, како е. либелюл, ја го знам како либелюл, за тоа да Ајде да го пробам виното. Здрави. Па да. Повеле Марк, следното јадење. Океј, тоа е јадење тоа или Тоа е селекција со уместните деликатеси од наше производство, домашно производство, од свиње, посебен вид на свиња монголица. Се, да. Има зреен колбас, зреена сланина, домашно пушено месо и чварки. Ова како се пре? Ова многу го сакам. Знам ти го има во Италија, го има. Ама и ти го пееш ова? Да, тоа е од мене лично. Браво. Тоа е зреено 75 дена во едра сол. 75 дена Да, во во едра сол. едра сол. Да. Вау. Браво. Уживај. Знаеш како чест ми преш? Браво. На здравје. Уживам. Фала ти многу. Сиједо. Марк, Океј, друго вино? ете ме мене, да не се Ајде, секираш. океј, бај ке само малку на страна. Сега ќе Минерва. дегустираме Минерва и А, сега не ќе го знам. закажам некој збор, Добро. затоа што можеби некои од гледачите ќе имате и малку подруга перцепција, затоа што има месо на месо, винска да. даска, а јас служам бело вино. Да има, да. Да. И сакам да потенцирам дека прво, кога имаме вакви даски во кои имаме нежни зреени меса, кои сувомеснати, кои не се печени и готвени така натаму, Добро. можеме да парираме некое лесно црвено вино со нежни танини или пак другиот избор е бело вино кое е малку поструктурно, Да, да, да. посилно и така наречено барикирано или зреено во дабови бочви, во дрвени бурења. Во овој случај имаме и вино направено од сорта на грозје шардоне, ферментирано и одлежено во дабови бочви некаде околу 6 до 9 месеци, во зависност нели од годината и бербата. Има сериозен алкохол од 14%, кој низ вкусот и кремаста структура не се осеќа, Вау. а тоа ќе се носи со оваа маснотија која има самото месо.
Имам прв вкус како ванила. Може? Ванила, малку путерче, Чудо, како зрено овчо сирење или така Браво. наречен овчи кашкавал. Комбинација е врв. Марк, преминуваме на топло предјадење. Океј, добро. Кравио сирење со крцкава кора од корнфлекс. Правено е на тој начин што е панирано во корнфлекс да даде некоја свежина додека се јаде. Комбинирано, да. Комбинирано е со сладко од смоква. И повторно И нане? и нане, да, Добро. за арома. Фала ти. Уживајте на здравје. Супер, фала ти многу. Да фатам, Наравно, да супер, да се не, најдеш, за да одлично. пробаш вино. Сега ќе направиме еден. Како Тоа сека е ова? прелаз, премин, Фортуна розе вино, направено од сорта на грозје Кабарне Совињон, по наречена бела технологија, што значи дека многу кратко грозјето било со лушпа, додека тоа се ферментира, за да добиеме една нежна розе, или ова боја не е толку розе колку да е лосов Извинете, боја. И се сакам една дигресија повторно да кажам, значи ние знаете веќе дека сме блиску до стариот антички град Стоби, значи на неколку стотини метри од нас е еден град од периодот на римјаните. И ние одлучивме да искористиме дел од таа приказна за нашите вина. И ако се вратиме назад на виното Минерва, Минерва. е една од божиците Минерва, да. од грчко и од римско време, а од друга страна виното розе се вика Фортуна. Фортуна. А Фортуна во исто време, значи ова што е сликата е ствари една статуа која е најдена во Стоби, затоа што таа била заштитник на градот Стоби. Фортуна. Фортуна. Фортуна по француски, значи Фортуна среќа. е среќа. Среќа. Фортуна во сега време пари. Е така. Добро. Така да е на розе виното се трудиме да искористиме и некои локални моменти кои значат нешто за нашиот регион и за нашата околина. Е тоа на некој начин да го ставиме и во контекст на виното. А ова вино Секој ден. Поттикнува среќа, Поттикнува зар не? среќа. А мене јадно сум среќен да го пијам, на вистина. Ау. ајде на здравје. Виното е длабоко вкоренето во традицијата на Македонија, а одгледувањето на виновата лоза било и се уште е голема пасија на многу луѓе на овие предели. Вау. Прекрасно место. Неочекувано, кога отвориш вратата и гледаш. сосем ова- друго, нели? Да. Малку модерно, нели? Малку повеќе. Да, малку повеќе. Супер. Да. Браво. Добре, тама една винарија денеска мора да има модерна технологија за да може Добро. да овозможи врвен квалитет на вино. Ова е еден модерен стил на винарија, каде Океј. што таквите цистерни од типот на материјал на инокс е задолжителна работа. Па и за игиена и за све, да, обавезно. Меѓутоа, во еден живот на виното зависи карактерот што сака да го направите. Ако сака да биде лесно, питко, овошно вино, користете цистерни. Ако сака да биде нешто пола, тогаш користите малку вино или да речеме дел од животот на виното во една цистерна, па после тоа неколку месеци во Во дрвена дап, боја, да, дрвена окей. бочва во дап, ќе добиете некоја друга структура, покремаста, понежна, поелегантна, покомплексна. Ако го ставите малку поеќе во дап, ќе добиете малку поеќе дрвени појако, ароми, а не да. толку од грозјето и се тоа е стил. На принцип еден добар вајнмейкер е
си има план. Сакам тоа да го постигнам. За да го постигнам тоа се тргам од лозјето, начинот на обработка, од гледувањето, Точно па сите така, да. постапки, чекорите кои треба да постигнеме да добиеме нешто. Али во секој случај модерна винарија со сите нишани кои се потребни за едно добро современо производство на вино кој гарантира одреден врвен квалитет на вината, понатаму стилски работиме различни вина, од пенливи вина кои ги правиме по една просеко технологија, бе рекол, во овие цистерни, базно вино, па Овде малку... кој прло розе, Да, прло бело, прло, така е. да. И вино базно кое се ферментира по втор пат и станува газирано, па после тоа се пакува како такво. Лесно, питко, ние го пиевме, нели? Па, Многу убаво беше, за тоа сакам. така. Тоа кога тука лежи, Да. Некои други вина, бели розе, повеќе време поминуваат тука, дел од белите вина одат и во дабови бочви, некои, не сите, Минерва. Беше да. ферментирано во бочва Да, и ма тоа е одлежано малку во бочва, повисоко, тоа е да. друг стил. Добро. И Алшаро, че го спомнавме, е вино А кое... ќе одиме да го видиме после, Ќе ми го кажавте. видиме, да. Да. Топ. Не, навистина, местото е прекрасен. Знаеш, бев негоре модерно, овде се враќаме малку порано. Многу добри. А замислите за неколку дена сето фул до кров. Да нема Овде? место кај да се ќе прошеташ биде. да ќе биде. Така ќе Да, биде. веќе се стигнати новите бочви. Во принцип, на место сме каде што имаме вино кое треба да одлежува подолго време, тоа во главном е црвено вино. Одлежува подолго време затоа што самото буре му дава мекост, елеганција, комплексност и тоа е неминовен процес. Ке црвените вина трае помеѓу 2-3 години за да добиете нешто како Он стои овде 2-3 години. да. И ние користиме француски даб затоа што во моментот е најпознат, со најдобар квалитет, иако има и некои други варијанти. Да. И е супер се. Али ова е таа винска банка каде што луѓето имаат представа дека виното се прави само во бурења, ние го видовме модерниот дел, значи има тоа е комбинација На све, да. традиција, модерно и така на ноу-хау или како се вика знаење. Иначе нели треба да одиме не чека куварот горе, а? Мислам видовме, ај сега да пробаме малку храна винце, нели да тие работи. Да, иде. Еба, Кристијан, тука сум. Добро дојдеш Ми кажа, во ми кажа наша да кујна. дојдам, да, ми кажа да дојдеш во твојата кујна. Во фичото си има в облеката. Супер. Мора, во кујна, без облека, не оди. Сега капа малку ми е мене, тешко. Ниско е, Ти не. си супер со косата што ти е, што ја немаш. Одлично. Сакам да готвам нешто со тебе, нешто посебно. Ми кажа ти оти го потребиме кременадла, ја гледам тука. Кременадла, домашна Да. телешка кременадла. Да. И Спремана е тука, правиме два соса. Еден мој, еден твој. обавезно. Обавезно. Ти што ќе правиш како сос? Бибер сос, јас Бибер правам. сос? Да. Јас видов малку нешто така ми текна, ќе направиме нешто така со смокви, Важи. со кафе, со вино и со гледам ти имаш јунески фон таму. Да. Одлична комбинација. Имаме се, Ајде, Може да почнеме. Ајде, повели. да бирам. Бирај, ба тука е месото. Немам и го ставам директно. Ова е скарата што ја потребуваш, а? Да. Ајде. Не, па гледаш каква разлика од почетокот? Ти ставаш сол и бибер, јас не. Да видиме. Зошто не ставам сол и бибер? Сол, кога ставаш на месо, го исушува. Бибер, кога го ставаш, гори. Сега ќе видиме. Твојот вкус, мојот вкус, ја го ставам на крај. Јас. Ајде ќе видиме. Ја месото го сакам розе. Знаеш што е розе? Исто. Да. Исто го правим. Не рер, не медиум рер, розе, се вика за телешко месо. Малку зејтин, ја ништо не му ставам. Чисто месо на скара. Знаеш каква разлика од почетокот? Ајде. Овде имаме малку спанак, ќе се снајдеме. Малку зејтинче. Сега овде ставам малку сол. И малку бибер. Супер. Зеленчукот е одлично. Тоа се вика бланшир. Бланширање, не знам како се кажа по македонски. Бланширање. Бланширање. Ете така. Ова само ќе го пропржиме малку со зејтин, ставив малку сол, бибер, малку путер. Ова ќе биде гарнир. Одлично. Кремена длата. Одиме сол. Зеленчукот само вака или на путер? Само бланширање ќе оставиме после во тенџере, ќе му ставиме малку путер. Путер обожавам путер. Пак ќе кажам белгиска, француска кујна без путер не е кујна. Тоа е тоа. Оставиме две смокви. Смоквите се Македонија. Македонија е благо, солено. Ќе му ставиме малку од благото од смоквите. Ставиме сега кафето. Ара.
Македонија што е? Вино, Ракија, смокви, кафе, ракија. Мене Стефне, леш, кафе, смокви и фон. Уште малку црвено вино и ќе му додаваме неколку тревки внатре. Копар нема да оди. Ќе му ставиме малку Макдонос, малку маслиново масло, малку бибер, сол и мислам ти ќе биде доволно. Црвено вино, обавезно, Лазар, Еригон. Ајде. Ете. Сега може да оди на јак оган, да се редуксира малку. багрето не си неутрална коп. Ставаме малку сол. Но од нашите пријатели од витаминка имаме дафинка. Бујон ќе му додава тој шмек посебен што му треба на крај тој дел така жичка, македонската жичка да кажеме. Сосовите се спремни. Ова е твојот или мојот? Тоа е тоа. Мојот парче месо? Океј, ајде. Одиме. Гарнирот е спремен. Гарнирот е уште малку да остане да се топи. Сосовите ги направивме. Не знаеш што? Да видиме резултатот е битен. Мојот со сол. Да. Бибер. Мојот без сол, без бибер. Ќе ги Да. додавам на крај. Ајде. Јас ќе го исечам. Месото. Точно како го јас го сакам. Многото и Македонија како кажеш така ќе ти го одбија. Јас го шам. Твоето парче да сакаш да ти го сечам или ќе го сечам? Се исто. Може? Ајде ти благодарам. И твоето е одлично. Малку сос на месото. Ајде. Ми треба уште мало парче лепче така за да сосот што ни треба. Ајде да ги пробаме сега. Кристијан, уживавме во кујната. Поминавме Уште да момент дегустираме? заедно. Да, треба да дегустираме сега да го пробаме. Ама гледам Така е. ти виното не е уште отворен. Го чекаме келнерот. Ајде келнер, дојди, отвори го виното, да можеме да Ајде. уживаме со виното и со храната. Ама, глед, твоето месо, моето месо. Кој ќе биде, Пешпро. кој ќе биде подобар? Ќе видиме. Што имаме вино? Аша. Добро, супер, одлично. Добро. А Александар е тука? да се придржам? Да, Александар те Тоа е чекаме. колегата Трајче Да. малку работи на декантација на виното. Добро. Значи имаме црвено вино, направено 3 сорти на грозија и така наречена бордо купажа. Значи најпознатиот вински регион во Франција за Франција, црвени да. вина. Мгм. Внатре има кабарне совиньон во најголем дел, Добро. малку кабарне франк и мерло. И мерло. Е сега каде е тука малку да кажеме тајната на големите мајстори, е Добро. тоа дека перфектно зреено грозје од многу висок терен, тоа е во подножјето на планината Кожув и затоа името на виното доаѓа од рудникот Алшер, на висока површина, каменито подречје со многу минералност, која сигурно ќе осетиме Ќе го после тоа сетиме во во виното. во вкусот од виното, добро. Виното, поради тоа што е покасна берба, има сериозен алкохол, 15,5%. За едно таков див момент, див во позитивна смисла, Во дива, ни требаше време да дива го средина. смириме, Ете да го така. смириме, да го скротиме, затоа беше одлежено во дабови бочви, француски Фал, нови трек. прво полнење, 36 месеци или 3 години. Уште дополнително 2 години во самото шише, дополнително одлежување. Бербата е 2016, значи веќе имаме едно сериозно вино со многу награди Ова е на светско ниво. привилегија да се проба Да, тогаш. ова е еден така Да? еден Но да кажеме да од нај
Нај, нема друг збор. Да, Нај. во нашата винарија нај дефинитивно, Добро. па едно од подобрите вина во Македонија во секој случај и пошироко нормално. Живи. На нашата соработка, на Лазар, на убавините што ни дава земјата, Да, виното. На здравје, На здравје. уживајте. Да. Дадете му време малку, померисете, изчвакајте во уста 10 секунди за да добиете комплетен впечаток за виното. После тоа ќе ја проголтате и ќе ве повикам да си каснете од вашите специјалитети. Гледам две разни варијанти и ќе ми кажете кое вино повеќе ви се допаѓа. Повели? Од кој почнуваме? Па и мислам да направиме обратно. Ти да пробаш моето парче, Ајде. ебе, вака, и јас да го пробам твоето парче. Преубав сос. И твојот сос е убав. Преубав. Месото, како ти го печеше, ми се допаѓа, ма пак ќе кажам јас, мојот начин, дали ти се допаѓа. Да. Чисто месо, Сега сакам баш да видам разлика епа, повели? меѓу тоа и тоа. Јас ќе земам овој парче овде, така ми се смее. Го сликаме вкусот на смоквата, кафето, виното, Да. комбинација е перфектна. Преубав сос. Сос. Затоа што е многу ми оди со телешко. Само че сме добри 20. Здраво, Марк, како сте? Мадам Светлана. Здраво, добар ден. Слушнав, Имав денеска сте биле наши гости. Да, имав Како прилика се да ве поминавте? запознам, ама денеска ми беше посебен ден, што Да. сакав да ве посетам. Пробавте неколку специјалитети? Неколку све пребав. Све? Кристијан ми го свеше за мене со Како голема сте љубов. задоволни? Задоволен. Тоа е мал збор. Сум презадоволен. Фала ви многу за гостопинството што бивав кај вас. Пак ќе кажам, многу сум среќен што можам да ја представам вашата винарија, вашиот објект, вашата кујна, вашиот шеф, вашето вино. Ние сме сепак мала семејна винарија. Постоиме од 98 година. Да? Нашите вина, значи нашите лозови насади се близу тука до нас. Од Тиквешкиот регион. Да. Повеќе имаме вино на домашен пазар, значи многу мал дел извезуваме Во Македонија затоа што само. да, Знаете, и подобро така, ние да го да имаме најубавото од Македонија. така Па е, да може да го вкусиме со специјална храна и убави вина. Фала ви многу. Фала Пак и ќе на ви вас. кажам, големо задоволство ми беше да ве посетам. Ќе ве посетам уште многу пати, ќе дојдам кај вас со задоволство, ама Баш. денес сакав да го покажам тоа на сите, на цела Македонија. Уживајте. Да го знае тоа. На здравје. Фала ви многу. Фала. Фала.